Намерно или случајно бирократските пропусти може да го остават Горан Јовановски без работа. Агенцијата за вработување нема пари да го врати назад на неговото работно место, откако такво решение донесе министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски. Иако Јовановски написмено има дека треба да се врати на своето старо работно место, од Агенцијата за вработување се правдаат дека засега не бил вратен бидејќи не било во прашање мирување на работниот однос, туку бил одјавен. Агенцијата за вработување нема обезбедено финансиска согласност од Министерството за финансии за пополнување на работно место преку мобилност со распоредување согласно Законот за административни службеници. Предметот детално ќе се разгледа и за истото се прават консултации со надлежни институции, а со цел постапување согласно позитивните законски прописи, пошто Агенцијата за вработување, откако ќе донесе одлука за постапување, ќе го извести господинот Горан Јовановски. Горан Јовановски сепак вели дека причините се други и се од лична природа. Пред камерата на Алфа кажа дека во минативе 3 години неколку пати бил недисциплинска, а имало и обиди за негово отпуштање. Имам постапка поведено крајот на 2019, поточно тужба за психичко вознемирување. Мотивот е од таа страна, затоа што сето она што се случуваше во изминатите 3 години го бележев, сето она нечовечно однесување со вработените, во конкретниот случај со мене, сето тоа го бележев, го внесов во тужбата. Јовановски вели, односот бил таков и кон други негови колеги. Колега кој што е еден од најдобрите административни службеници и истиот е распореден на 170 километри. Живее во Охрид, треба да патува во Скопје. Тоа е парадоксот што и други институции ја имаат потврдено оваа одлука, поточно решението за распоредување на колегата од 170 км во еден правец. Таков е случајот со колега од Кавадарци, кој што треба да патува до Скопје, исто и од македонски брод. Горан Јовановски вели, директорката Билјана Јовановска дури не сакла ниту да се види со својот вработен, а комуникацијата се одвивала преку портирот и нејзиниот шофер.